петочното издание, односно денеска во утринската програма Деница, ќе разговараме повеќе за улогата на наставникот во општеството, односно кој е доприносот на наставникот кој што го дава во училишните клупи, во училиштето, која е неговата конкретна улога, како тој се ангажира за да има успешна реализирана настава во текот на овие месеци каде се реализира наставата. Ако се земе во предвид дека наскоро ќе заврши учебната година, а во тек е уписот на првачиња за во новата учебна година. Повеќе на темата наставник и неговите наставнички ангажмани ќе разговарам со оделенскиот наставник, односно наставничката Светлана Глегоровска од Основното училиште Колеканински, која повеќе ќе не ја доближи ова благородна професија. Добро утро и ви благодарам на тоа што ја прифативте поканата. Добро утро, благодарам да вие што ме поканивте во вашата програма. Бидејќи ја споменав улогата на наставникот, често пати знаат со тие компарации да го компарираат наставникот како вајар на светот со оглед на тоа што учениците умствено ги креира на некој начин. Бидејќи вие предавате во оделенска настава, може да се каже дека тоа е најголемиот предизвик, затоа што се навикнуваат децата да се адаптираат на училишната средина. И сега јас би ве запрашала колкав и каков е предизвикот да се реализира токму оделенската настава, вака од прва рака? Прво, да се биде наставник, да се работи со ученици во оделенска настава е голем предизвик. Самите ученици се предизвици, сите тие се со различни карактери, сваќања, интереси. И затоа се самите своји предизвици. Образованието е исто така еден животен предизвик кој што треба успешно да се реализира. Знаењето кој што ќе ги стекнат учениците во основното образование ќе му послужат понатаму како еден патоказ кој што ќе му помогне во понатамошниот живот и работа и секако во неговата иднина. Да стане една успешна, добро воспитана и човек кој што ќе има своја добра иднина. Како се подготвувате вие за наставата? Колку моментално предавате во второ оделение, односно второделенците се под ваша закрила, како се подготвувате? Што е она на што се става акцентот од страна на описменување? Мислам дека ова во второ оделение се веќе се описменуваат учениците. Па вака, да кажам дека подготовката на наставникот, иако велат дека е многу лесна работата на наставник и дека работното време трае многу кратко и дека тоа е многу лесно. Меѓутоа, подготовката на наставникот е многу голема. Како прво, тој учи заедно со учениците. Се подготвува, треба да истражува, значи да смислува начини со кои ќе може да ги направи наставата поинтересна, да биде полесно совадлива, значи на начин кој што не е поразбирлива. Понатаму да применува наставни средства, нагледни, исто наставни лишчиња, нагледни средства, плакати, презентации со кои наставата би била полесна, поинтересна и блиска и лесно сватлива на учениците. Па поготово на второделенците во кој што описменувањето навистина е еден најважен период од текот на образованието кој што започнува. И сега повеќе ме интересира таа како се воспоставува таа интеракција, затоа што едно е домашното воспитување и образование до некаде, но училиштето самото по себе е училиште и за живот, затоа што учениците се таму одреден период, се стекнуваат со одредени вештини, знаење, умења, кои не се запишани во учебниците, кои вие нема да им ги предадете, но се постигнуваат со таа интеракција, со тоа спонтано однесување. Така. Значи, современото образование бара и модерен пристап во наставата. Како прво, мислам, јас наставникот треба да воспостави добра комуникација со учениците, за да може да се реализира и добра настава. Понатаму, тој наставникот да умее да ги успешно да ги примени современите методи и техники на работа, со кој што исто така ме доближува наставата да става интересна, лесно сватлива
И Да. така. Тоа сигурно е кај второделенците што најмногу тие забележуваат вака кога во текот на наставата, бидејќи го споменавме описменувањето, затоа што тоа секогаш било најголемиот предизвик за тоа како се пишуваат буквите, па домашно пишување, да се навикнува на таа дисциплина. Така, значи прво наставникот треба да биде еден пример, огледало кај учениците, за да бара и одредени вредности кај своите ученици. Описменувањето не мора да значи, уште со самото воведување на Кембридж програмата во наставата, во прво оделение, преку цртежи, слики, приказни, тие самите на некој начин му се доближува на наставата и полесно, поинтересно да ја совладаат наставата. Не мора да значи дека описменувањето започнува со изучување само на буквите и читањето. Значи, во прво време се и игрите, компјутерските игри, гледањето на цртаните филмови, кои тие несвесно ги изучуваат преку компјутерските игри, кирилските и латинските букви, преку гледањето на цртаните филмови го изучуваат, мислам, се доближуваат до англискиот јазик, кој исто така е јазик кој што наставен предмет кој што е воведен уште во прво оделение. Па така, мал дел од учениците доаѓаат описменети. Значи, кон прводеленците треба да се пристапи по организирано. Мислам дека Да, сепак се малечки од една страна. Да, затоа што се тие малечки, но на некој начин тие несвесно преку други активности го совладуваат своето описменување. Секако и дека и наставникот има голема улога во описменувањето, прво во правилното пишување на буквите, во правилно изговарање на гласовите, потоа во нивното поврзување во слогови, па во зборови и на крајот во реченици, за да се дојде до онаа цел да станат веќе целосно описменети учениците. Исто така, со стапувањето во училиште, започнуваат да се негуваат многу вредности, кога станува збор за екологија, за почитување на туѓото време, за основни културни правила, добар ден, добро утро, сето тоа. Како најлесно да се реализираете, бидејќи сега овие се по-млади генерации доаѓаат, како ги восприемаат сите тие вредности? Како што кажав, дека наставникот треба прво да биде едно огледало на кој што треба да ги поседува тие етички и морални вредности и на кои тоа огледало и самите ученици треба да се гледаат. Но секако учениците доаѓаат од различни средини со различно домашно воспитување и затоа мислам дека наставникот треба да воспостави добра соработка и комуникација со родителите за заедно да му помогнат во изградувањето на една позитивна и етичко-морална личност. И некогаш е дури потребно да се укажат на некои правила и норми кои што треба да ги почитуваат во училиштето. Тоа е еден училишен кодекс на однесување кој што треба секој ученик да го знае и да го почитува. И сега, ме интересира малку една компарација со минатите генерации и овие сега генерации. Кои се разликите? И позитивни, и во образование, и во дисциплина? Мислам дека порано децата биле подисциплинирани, сега се малку погарени. Барем јас имам таков впечаток. Се послободни, значи комуницираат без проблем со наставникот. За разлика од порано, децата биле по-скромни, по-срамежливи. Значи немале таква слобода која што ја имаат. Мислат во наставникот, не гледаат како личност која што е некоја представува строгост, но сепак треба да имаат едно самопочитување кон него. И сето тоа нели современските современиот начин на живење, современиот техника, современиот начин, значи му возможува на учениците да бидат послободни со
наставниците, но во секој случај да имаат еден почит кон него и да знаат дека тој е еден водач, како што една врста еден родител, кој што го поистоветуваат со родителот. Значи, наставникот во одреден случај е исто како и нивниот родител во нивното семејство. Мислам и затоа тие се по-слободни, по-флексибилни во однос на комуникацијата со своите наставници. Сега, бидејќи ги споменавте родителите, а сепак се работи за ученици од мала возраст, кои се допрва се адаптираат на училишниот систем и како се реализира, колку родителите соработуваат со вас? За да може да се насочи правилно детето и да се реализира кај него на правилна образовна наобразба. Па во денешно време мислам дека родителите многу соработуваат со наставниците и дека многу ни помагаат во тој процес на усвојување на некои правила и норми на училишен живот, на дисциплина. Да, соработуваат со родителите со наставниците. Кога станува збор за некои недостатоци, дали ги прифаќаат? Затоа што не сите деца, односно ученици, навремено ги усвојуваат знаењата, на некој нели им е потребно повеќе време, на некој помалку време со реализацијата на додатна и дополнителна настава. Дали кој има некои забелешки особено? Да, не, мислам дека родителите немаат некои забелешки, знаат дека денес дополнителната и додатната настава е задолжителна настава која што влекува во распоред на целодневната активност на учениците во училиштето и кога би имале не недостатоци, некои пропусти во воспитно-образовниот процес, па и кога би требале да остануваат на дополнителна настава или ако треба да се надградуваат, да остануваат на додатна настава, не прават проблем, мислам и тие и самите ученици пројавуваат интерес да учествуваат во таквите да присуствуваат на таквите часови. Затоа што знаат дека со тоа би постигнале поголем успех, би ги надминале сите недостатоци, сите потешкоти во тој воспитно-образовен процес. Интересно. Да. Сега малку повеќе да се задржиме на работата на наставникот, затоа што на некој начин и не се гледа толку многу таа работа која што ја завршува наставникот, затоа што тоа се реализира после наставата, односно подготовката. Колку време дневно трошите за да се подготвите, за да изгледаат часовите онака како што треба да изгледаат? Вака. Како што кажав, сите мислат дека работата на наставникот е многу лесна и дека работното време е многу кратко, но тоа не е точно, не е вистина. Наставникот за една дневна подготовка се подготвува долго време. Мислам, посветува повеќе време. Тој учи заедно со него, со своите ученици, тој истражува за да биде подготвен на сите љубопитни ученици кои што знаат да постават и многу прашања, на кои што наставникот треба да биде подготвен да одговори, да даде целосен и исцрпен одговор на неговото прашање. Понатаму, наставникот треба да знае да смислува нови начини и методи со кои што ќе ја направи наставата многу поблиска, сватлива, разбирлива за учениците. Понатаму да применува, например, многу наставни ливчиња, исто така да применува нагледни средства, да изработува плакати и со тоа едноставно да ја направи наставата полесна, поразбирлива, поблиска до нив, да им биде интересно. Според законот, нели, за основно училиште, исто така наставникот, нели, според најновата програма е должен да посетува семинари, односно доквалификации, каде може да се стекнува со одредени поголеми вештини. Како се реализираат сите тие семинари обуки? Моментално беше актуелна Кембридж,
Да, беше малку неприфатлива од страна на наставниците, но со самата работа се увиде дека со Кембридж, со војдувањето на Кембридж наставата преку тие игри, сликички цртежи, се доближува значи работата во воспитно-образовниот процес кај учениците и тие на многу полесен начин доаѓаат до совладување на наставните содржини. Иако во почетокот имаше некои викам скептички. Која е суштината всушност на Кембридж? Суштината на Кембридж е всушност преку игри, да се дојде до знаење кој што преку тие групни активности, преку истражувачки активности, преку наблюдувања, преку експериментирања, преку интернет пребарувања, да дојдат до некои знаења учениците, кои што секако таквите знаења ќе бидат поблиски и потрајни. Значи, кога ќе го сработат ученикот, наставникот е всушност еден добар водач и насочувач кон активностите, а учениците се тие кои што самите доаѓаат до своите знаења преку тие активности кои што треба да ги извршуваат. Сега какви се резултатите? Ете неколку години веќе е имплементирана Кембридж програмата. Какви се резултатите од учениците? Па мислам дека се добри резултатите. Тие не се толку не се свесни дека со Кембридж наставата тие многу полесно доаѓаат. Ние наставниците кога би направиле споредба со претходниот начин на работа и со воведувањето на Кембридж наставата, мислам дека се добиваат многу подобри и побрзи резултати во освојувањето на знаењата. Ако се земе во предвид дека педагогијата уште ја нагласува и ја зема како главна активност играта за усвојување на знаења и животни вештини кај децата. Да. Сега морам да ве запрашам и кога станува збор за наградите и условно кажано казнувањето на учениците, односно петки, четворки, тројки, двојки, единици. Никој не сака негативни оценки, наете некогаш се случуваат и како се оди оценувањето од една страна, па и наградувањето и казнувањето кај учениците? И како се создава, како се реализира тој дел, затоа што постои нели од една страна и наука за ова, но од друга страна и бидејќи учениците се жива материја. Так. За секоја добро сработена работа сигурно следува награда. Наградата може да значи позитивна оценка, може да значи позитивен знак или некоја блага и добра насмевка од наставникот и од страна на учениците. Наградата се дава со цел да се постигне едно добро чувство кај ученикот, за да му представува еден поттик и понатаму добро и понатаму да ги совладува и другите обврски задачи. Но од друга страна, пак мора да следуваат и казни. Казни не се мисли на физички казни, туку казни на кои што треба да му се укажат дека во училиштето постојат и одредени правила на однесување кои што тие треба да ги знаат. Исто така казни и кога не би ја совладале наставната содржина, не се мисли на казни, не мора да значи дека и само негативната оценка е казна. А некогаш, мислам дека и наградувањето и казната може да бидат и поттик за подобро сработена работа кај некој ученик. Интересно. Која е најголемата награда за еден наставник? Најголемата награда за еден наставник? Прво, би кажала за сега, во моментот кога работам со мали деца од второ одделение, кога завршуваме со наставата и кога знаеме дека сите родители ги чекаат, значи за завршуваат од наставата и тие не заменуваат без преградка, да го прегледнат наставникот. Мислам, зборувам за сега во моментот. А најголема награда за наставникот е кога по некое долго време, кога ќе ги види истите тие ученици, кога пораснале и веќе станале некои успешни личности
И мислам дека нема поголема среќа од тоа да гледаш како на некој уште од мали нозе се му помогнал да правилно да го насочиш кон да го заземе тој правилниот пат во животот и од него се направил на добро воспитана и успешна личност. Дали ве прашуваат за некои нивни работи? Се консултираат, условно да кажа? Секојдневно се консултираме, разговараме. Значи, на некој начин ние во очите на учениците сме другари, заедно со нив, како пријатели. Значи, не сме некои личности кои што треба да имаат страв. Значи, толку се слободни, комуникацијата им е толку флексибилна. Со нас, значи, на секои теми разговараме, немаме проблем во таа насока. Интересно. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во утринската програма Деница. Ви посакувам многу успех, па се гледаме со некои интересни нови информации. Ви благодарам на вашата покана. Почитувани, ние продолжуваме понатаму со содржините на Деница.